привлекува тоа што навистина треба да имаш добра концентрација за да можеш да го направиш добар целиот надпревар и да бидеш свесен за своите грешки што ги правиш во текот на тренинзите за да можеш понатаму да ги поправиш. Многу ми помага тоа и при учењето затоа што можам тотално да се концентрирам на работите кога ги учам и општо и за се во живот. Јас сум Ирина Јовановска и учам во медицинското училиште во смерот фармација и се надевам дека еден ден ќе станам и иден фармацевт, како и иден професионален стрелец. Моите врсници на мои години сигурно сакаат да одат и да се забавуваат во петок и во сабота навечер, но за тоа време јас доаѓам овде и тренирам и тоа многу ми помага бидејќи ги гледам моите врсници како одат по кафичи, пијат алкохол, пушат цигари, но знам дека тоа е прво штетно за мене, а второ не можам да се надоградувам како стрелец овде и тоа навистина ми помогна за да можам да се изградам ваква личност како што сум сега. Од околината е навистина интересно затоа што кога ќе ме праша некој што тренираш или во што го користиш своето време, слободно време, јас им кажувам дека тренирам стрелаштво и тие се навистина зачудени бидејќи нема досега сретнато некој што е толку внесен во овој спорт, а и да е девојче, бидејќи колку што знам не е толку популарен овој спорт сега кај нас, но навистина сум среќна што веќе почнува да се реализира спортот и надвор од држава, а и тука. До младите никогаш да не се откажуваат од своите соништа, бидејќи и јас почнав од мали нозе и не мислев дека ќе стасам до тука, да гледаат и да ги поддржуваат младите, бидејќи не е се во тимските спортови, дека има индивидуални спортисти што навистина имаат потреба од помош и што навистина се талентирани и можат да успеат надвор од државата и да покажуваат нашата Македонија во најдобро светло.